40 години и 60 крави има Роберт Јанев од Штипско Радање. Веќе 30 години тој работи по цел ден и секогаш со љубов и од љубов за стока. Да, моментално сега стоката, како сега, например, од сабајле, од 5 сата станеш, значи пауза имаш само неколку часа, зборам дневно 4 сата. Оно другото сме зафанати по цел ден. Од мал го работи? Од мал, значи веше, може да кажем 32 години дека комплетно. Понапред чуваме овци, имаме околу 1100 овци, полека ги намалиме поради ниската цена на јагнето, моментално млекото го намалува, цело време и се одлучиме да правиме фарма за крави. До пред неколку години Роберт со неговите родители одгледувал ни помалку ни повеќе, туку 1100 овци. Со нив легнувал и станувал без да види ден, ног или да почувствува делник или празник. Нема празник, нема делник, значи секојдневно од понеделник до недела. Понеделник сабајле, па си стануваш, па истото. Нема празник, нема свадба, значи сабајле од 5 до вечер до 9 сата сме комплет у фармата. Но со овците морал да се раздели, бидејќи ножот длабоко засекол и дошол до коска. Бидејќи одгледувањето на овците носило огромна загуба. Поради ниската цена на јагнето што беше по 100 денари од кило жива мера, значи катастрофа. 3 години едно по друг. Трговците ни го направија тоа да мораме природно да ги продадеме. Алтернативата, Роберт со родителите ја побарал во одгледувањето крави и со голем ентузијазам направил модерна фарма, постојано набавува механизација и обезбедува собствена храна за нив. Фарма имаме сега што ја комплетираме пред 2 години. Правиме уште еден магазин за храна, купиме, значи, 2 нови трактори си ги купиме сами. Еден имаме помош од државата, го земаме пред 4 месеца, сега пред 2 недели купиме си сами еден со корпа уште еден, значи за да можеме да си олеснеме работата. А произведувате сами храна? Произведуваме, значи, некаде околу 40 хектар работиме, ама за ваа фарма, за вие крави е малку таа земја. Сега Јаневи испорачуваат од 600 до 700 литри млеко на ден и крваво се борат за испатливо работење. Дали размислува барем дел од млекото да го претвори во сирење? Ментално сега не, а натаму размислуваме нешто. 3 пати 3 награди имаме добивано за сирење, кога правиме сирењето и натаму продолжиме да работиме, пошто знае секоја награда доделена ти е на тебе успех за да можеш натаму да работиш. Арнома, кој е подобар мајстор? Мајка ми ја го правеше сирењето. Ние сме со татко ми работиме. Роберт никогаш не размислувал да ја напушти стоката, Радање и државата и да замине во странство. За него животот е овде и ќе продолжи да се бори со многу работа и љубов кон стоката.